civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Во претходните изданија на оваа видеоколумна без филтер зборувавме за тоа дека имаме потреба од избори, дека изборите веќе премногу време се одложуваат, меѓутоа сега во пресрет на големите одлуки, во пресрет на средбата кај председател Пендаровски, кога политичките партии повторно ќе одлучуваат за судбината на нашата земја и на процесите кои се одвиваат во нашата земја, сепак треба да потенцираме дека известна политичка партија, се разбира, тоа е ВМРО-ДПМН и нејзиниот лидер, постојано барајќи избори, предвремени парламентарни избори, кога ќе дојде моментот кога ќе се создадат услови за тоа, тие одеднаш се повлекуваат. Така беше и минатата година, веќе зборувавме за тоа во некои претходни изданија и во моите колумни, меѓутоа во октомври минатата година молбите беа големи да биде тоа во април го одложи пандемијата, а сега кога имаме услови да имаме избори во јуни, сега гледаме противење и на таа опција. Се разбира и интерпретацијата на Венецијанската комисија, односно извештаите на Венецијанската комисија, се прилично неточни, бидејќи се работи за еден сосема поинаков став на Венецијанската комисија, а не за тоа дека таа налага да има 60 дена по вонредната состојба во земјата, па дури потоа да се организираат избори. Тоа е непостоечки став. Таква пракса има, или такво правило има во Грузија, може би во некоја друга земја, меѓутоа не е меѓународно правно обврзувачка ситуација.